Далечниот 17 јануари 1948 година е конституирано градското автобуско сообраќајно предпријатие. 4 децении подосна, во 1989 година, со одлука на Собранието на град Скопје, работната организација за градски сообраќај Скопје е трансформирана во јавно сообраќајно предпријатие Скопје. Или 76 години ЈСП е крвоток на главниот град, во кој сега живеат околу половина милион жители. Но не е тајна дека организмот има се поголеми проблеми со циркулацијата. Немало гориво, немало ова, немало она. Значи стално 66-ките ги нема. Дали Значи, доаѓа на време тука? Не доаѓа на време. Никој пат. Само 66-ки ги каснат, дефеци, непоправени, неисправни, без нафта, неиспритани, значи многу работи. Колку најдолго сте чекале за автобус? Па некои пати 50 минути. 50 минути, иначе просек е сега 40 минути. Ретко да најдиш случајно. И плюс не им се синхронизирани. Идете од еднаш во еден правец, гледаш 3-4, а во твојот правец што треба да дојде автобусот го нема. Јас 19 и 20, што тори за ред? Па нема, се принудувам со 50 мица па да ме префрлат, да ме зима синот со колата. Со децении назад, ЈСП работи во финансиски минус, кој се покрива со субвенции од градска каса. За време на владите предводени од Никола Груевски, помош дојде и од државниот буџет во форма на 300 нови автобуси. Но по изборот на Даниела Арсовска за градоначелничка на Скопје и нејзиниот брз развод со партијата што ја поддржа ВМРО ДПМНЕ, состојбата во ЈСП брзо се влоши. Колку? Направивме едноставен тест. Застанавме на првата автобуска постојка под депото на ЈСП, под железничка станица во Скопје. За секој автобус кој тргнува од железничка и поминува кај комплексот банки, меревме во колку треба да тргне од депото според возниот ред, а во колку стигнал на првата автобуска, која е на само неколку стотици метри оддалеченост. Од 17 автобуси колку што помина додека чекавме, еден дојде 3 минути пред времето во кое треба да тргне од првата станица. 8 дојда во интервал до 5 минути подосна од времето на тргнување според возниот ред, што би требало да се смета за вообичаено време да се помине растојанието од депото до првата постојка. 4 автобуси пристигна на првата автобуска во временски интервал од 5 до 9 минути од времето на тргнувањето од првата станица. Останатите 4 автобуси стигна со задоснување од најмалку 10 до најмногу 45 минути. Или, низ проценти, 24% од автобусите доснеа значително веќе на првата автобуска постојка. Другите 24% доснеа малку. Останатите 52% дојда во интервал пократок од 5 минути од тргнувањето, што според должината на патот и времето од денот го категоризиравме како доаѓање на време. Но, за да си го провериме резултатот, направивме уште една консултација со оние кои им е важно да стигнат на време, а немаат друг избор за патување, освен со автобусите на ЈСП. Многу пати сум закаснал. Проблемот е што професорите не веруваат дека заради тоа касним, ама тоа е, да, се десил. Па некад се има случајно и дури на трети час со школа да дојдам. А толку гужва што има во автобусите не можеме да се качаме нив. Кои ги каснат за бајле или кога се враќаат од школа? Са бајле не се толку не може да каснеш многу често са бајлето, но преку денот многу често се случува тоа. Токму во деновите додека нашата редакција се фокусираше на теренски истражувања, друга медиумска организација објави длабинско истражување за состојбите во ЈСП. Тим новинари на БИРН го искористиле законот за пристап до информации од јавен карактер, за да ги обезбедат така наречените дневни диспетчерски извештаи, каде самото предпријатие нотира колку требало, а колку навистина извозеле во текот на денот. Во сите извешти имаше сериозен број на невклучени автобуси. На дел од нив не пишуваше причината поради која што се невклучени, меѓутоа бројката беше голема.
Оние кои што потоа биле вклучувани во сообраќај во прва, во втора и во трета смена. Голем дел од нив се исклучуваат поради тоа што автобусите во тек на време, во тек на возење се расипуваат. Па видовме проблеми со нешалта, автобусот, грее, проблем со климата, па се повлекува автобусот. Проблем со сопирачки, што е мощно сериозен проблем. Понекогаш дури се повлекувале поради тоа што немаат светла, меѓутоа тоа се случувало во вечерните часови, поради немање на бришачи тогаш кога времето било дождливо. Имаше повлекување поради немање клими во време кога има сериозно зголемување на температурите. Јакимова додава дека освен поради дефекти, друг чест проблем поради кој се исклучуваат автобуси од сообраќај е немање возач, но и немање нафта. Меѓу причините кои што ги забележавме во овие дневни извештаи, одреден број на исклучувања има и поради тоа што немало возачи во моментот, например. Меѓутоа, она што ни падна нас многу невообичаено е тоа што многу често се исклучуваат автобуси поради тоа што нема нафта. Така што тоа што немањето нафта не е директно врзано со тоа колку се добри или лоши автобусите, туку едноставно имате еден куп полуобрта, еден куп линии кои што се исклучени во одредени денови заради тоа што претпријатието не можело да набави нафта или во моментот немало нафта. 360 степени побара интервју од директорот на ЈСП за доснењето на автобусите и генерално за состојбите во претпријатието. Не добивме повратен одговор. Во неколкуте јавни настапи кои ги имаше во текот на летото, тој објаснуваше дека едноставно нема доволно автобуси. Ние со овој возен парк што располагаме не можеме да го покриеме постоечиот возен ред зимски што е. Во возен ред треба да имаме околу 234-5 автобуси. Ние располагаме во моментов, ви кажам тоа на дневна основа, семејно дали имало некој удес сообраќајка или било што, околу 190 автобуси. Причината што ЈСП нема пари да ги поправа автобусите според директорот е тоа што и државата не ги исплаќа редовно парите за превоз на учениците. Па надежда за подобро утре се гледа пред се во набавка на нови автобуси. Претhodната градска администрација предводена од Петре Шилегов успеа со своји сили да купи 30 автобуси, пошто градот започна со подготовка за воведување нов тип на јавен превоз – Bus Rapid Transit или на кратко БРТ. Актуелната градоначалничка Данела Арсовска најави ревидирање на проектот за БРТ, а во меѓувреме набавка на 250 нови автобуси. Но поразидувањето со ВМРО допне, таква одлука не може да помине во Советот на град Скопје. Верувам дека доколку ви беа искрени намерите, ќе гласавте за граѓаните надвори денес да не стојат на плюс 40 степени и да чекаат по 1 час автобуси, туку ќе гласавте за тоа да имаат барем надеж дека има некој во овој град кој што го гласале за програмата за модерно Скопје, заедно со вашиот председател господинот Мицковски, кој што сега е по некоја случајност премиер, кој што со мене заедно шеташе по целиот град и ги ветуваше истите тие автобуси кои што вие денеска не ги гласавте. Јасно е дека купувањето на нови автобуси, а со тоа и почитување на возниот ред, не може да помине без политички договор. Се најавува групна набавка од централната власт не само за Скопје, туку и за други поголеми градови. Но за сега нема прецизен термин кога би се случило тоа. Сепак, како што покажа и претhodните истражувања на 360 степени и она на Призма, во ЈСП не е проблем само недостатокот на автобуси, кога нема гориво или редовна замена на светлосните уреди на автобусите. Проблемите се очигледно многу подлабоки.